сме и на одредени интервјуа и на одредени дуели кои што ги имав, дека и одредени правни, приватни, значи или физички лица, правни субјекти кои што се бават со градба, признаа дека со моето излегување на ТВ дека најмалку 100 евра по метар квадратен становите во Македонија се паднати или спуштени пониско, што сметам дека и ова цена е уште малце релативно висока, дека треба да паднат барем уште 5% по мојата претпоставка, и сметам дека во годината која што следи дека ќе имаме намалување на цената на становите, не драстично, минимално намалување на цената, за да се постигне на реална пазарна цена, но сепак тоа зависи најповеќе и од побарувачката на пазарот. Значи, побарувачката на пазарот ја диктира и висината на цената. Така да, во дадениот момент, покрај големата градежна експанзија која што се случува во Македонија, доаѓа поради вештачки високата цена, значи доаѓа до некупување. Значи некупување или слаба продажба на становите, што не е случај со нашето акционерско друштво. Ние имаме месечна продажба од 20 до 30 стана, значи имаме секој месец продажба, затоа што имаме секој месец имаме и оглас за продажба на станови. Но приватниот сектор, таму каде што ги спуштија становите на реалната цена, продава, таму каде што не ги спуштија, се уште не ги продава. И затоа викам дека сметам дека ќе бидат спуштени. Охрид имаме голема градежна експанзија во која што непланска, ќе кажам дека е таа непланска, и самите инвеститори, поточно самите фирми кои што градат, значи неплански го направија тоа, затоа што само на еден потек на Билјанин извори, значи имате градба на пример или зацртани маркици на 38, мислам дека беа, не ме фаќајте за збор, згради, во кои што нормално имате веќе зголемена понуда на пазарот. Тогаш побарувачката и да е истата, значи кога имате зголемена понуда на пазарот, нормално е дека имате намалувањето на цената или па имате слаба продажба на цената доколку ја држите.